Драги мои пријатели и пријателки, добро вечери, добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Вечерва ќе направиме еден осврт на она што се случуваше во... Добре, ја направи сега. Пицика, знаеш како овој сум? Монк. Едно влакно полево. Ова Јади Бурек и никогаш не било сериозна емисија и кога била најсериозна. Океј, вечерва за вас имаме еден подолг прилог од час и половина кој ќе илустрира. Се однесува на парадата во Пекинг. Имено, изминативе години повеќето од парадите воени кои биле организирани најчесто по повод денот на победата над фашизмот во Москва, потоа инаугурацијата на председателите во Соединетите Американски држави, секако нема да бидам објективен, туку не објективен, исклучиво за двете инаугурации на председателот Доналд Трамп, како големи манифестации вршев и пренос во живо, а за парадите коментарите доаѓаа малку подоцна, откако прво дома сам сакав да ги одгледам. Не ги гледам целите паради, ги гледам клучните моменти. Имено, што е воена парада? Воена парада е токму тоа што го кажува зборот. Парада. Парадата не означува реална борбена моќ, но пиар и имидж за земјата. Колку побогата, појака земја, толку и поспектакуларна е таа парада. Имено, Москва секоја година на денот на победата над фашизмот организира парада и тоа е навистина импресивно делува. Дали војската е навистина така или не, тоа е за анализа на воени аналитичари. Не е мое, а јас го коментирам оно што го гледам. Значи, воена парада е едно од најголемите шоуа на свет. Да, извинете ако некој се навредува, ако се навредувате, сигурно ќе ве навредам. Дури и ако сме истомисленици за нешто, намерно ќе кажам нешто лошо, за да се учите дека не сакам да бидам навивачки за една или друга страна. Значи, ќе ви изнервирам. За да не се нервирајте, сменете си канал. Воени паради се паради, тоа е театар, тоа е мюзикл, тоа е шоу и тоа е најголемиот пиар што една земја си го прави. Обично на запад земјите немаат потреба од вакви паради, они имаат поинаков концепт, но гледајќи дека тоа добро поминува кај народот се пали, види како маршира, види како се јаки, види како е ова, како е она. Да се разбереме. Јас се извинувам, некој, не знам со која памет, се обиде да ми звони сега во емисија, драг пријателе, никогаш више на овој телефон не ќе можеш да се јавиш. Не ме не интересира ни кој си, ни шоу си, идеш директно на бан. Ми го утепа муабетот. Стартува ја емисијата од почеток. Свака ти час, ти успеа. Бриши све и како реприза. Почни емисијата од ново.
Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание. Јаде бурек на ТВ Сонце. Или може би не. Шега на страна. Вечерва емисијата ја посветуваме на парадата која се одржа во Пекинг пред неколку дена и ќе направиме еден осврт. Околу час и половина, благодарејќи на надчовечанските напори на мојот безброен тим од стотици монтажери, сниматели, кои успеа да бидат на лице место, да снимат, да направат овој прилог, а јас ќе го искоментирам како знам и умеам. Секако не очекувам ова да биде најпрофесионално, ќе има и многу грешки, но генерално ќе видиме една интересна манифестација. Парада. Што е парада? Што е воена парада? Парада е парада. Дали е воена, дали е циркуска, било каква, таа треба да прикаже систем на вредности. Дали на циркусот, дали на земјата, дали на... за 1 мај ние имавме паради, земјоделците парадира, војска парадира на денот на армијата. Во Југославија имавме слетови за роденденот на другарот Тито. Но парадите останаа само во неколку земји, остана во Русија, денот на победата над фашизмот и од време на време кинезите прават парада, а оваа ја направија по повод 80 годишнина од завршувањето на Втората светска војна, но малку подоцна за деталите. Парадата е пиар на една држава. Парадата е начин, на еден позитивен начин, најнегативната работа во цивилизацијата, најнегативната работа е оружје. За мене. Но за да се прикаже дека една земја е јака, стабилна, дека знае да се одбрани, таа ги представува своите воени сили, дисциплинирано, униформирано, тоа нема многу врска со реалноста, во смисла нигде војска нема да видите така да се однесува. Но ова е имидж пиар за цел свет. Тоа после дава позитивни насоки во економија, а ова е стабилна земја, добро, со нив можеме да работиме, да соработуваме и така натаму и така натаму. Исто така тоа е и порака до непријателите, спремни сме, гледа технологија што имаме. Обично во цела на онаа приказка на марширање со вакво оружје, онакво оружје, све е гола вода, додека не се појават суперсоничните ракети, кои се во суштина балансот на тоа зошто не се уништивме до денеска. Бидејќи додека има баланс на тие суперсонични ракети, бидат и по 10 маха, ретко кој ќе се осмели да нападне некој друг, особено со тактичко нуклеарно вооружување. Час и половина, отприлика ќе биде денешниот прилог, кај што ќе ги видите специјалните пешадиски сили, воздухопловните сили, тактичките сили, на крај тенковските сили, секако авионските сили, кои денеска и со дронови, и со специјални невидливи авиони. Ќе видите многу авиони над кинеското небо кои исклучително личат на оние авиони од 90-тите и 10-20 години кои американците ги извадија. И доста имаше реакции кога објавив едно кратко видео на ова дека и покрај моќта на Кина. Кина во овој момент економски е појака од Соединетите Американски држави. Но не е појака севкупно од Западот, заедно, дури и со Русија. Имено арсеналот на оружје и вложувањето за оружје само кај Америка никој не може да го надмине. Буџетот, воениот буџет на Соединетите Американски држави во овој момент е поголем од севкупниот буџет на сите останати земји заедно. Значи преку 1000 милиарди долари. Сите земји заедно да ги соберете немаат толку. Но Кина овој пат упати порака дека иако нема вложено толку, вложи во економија, а трката во наоружување ја влегува пред се со високо развиена технологија. Ќе го видиме тоа подоцна,
сега ќе ја замолам режијата да ја проследиме оваа навистина спектакуларна парада се одржа на фамозниот Тиенанмен плоштад, сквер, како сакате, и каде што присуствува околу 26 државници од сите земји на светот. Дури се мислев дали да илустрираме со наша музика, но бидејќи има звуци од самото место, но кинезите се инсистираа на нивна музика, па во име на автентичноста ќе се задржиме, иако да ви кажам не е баш пријатна за моите уши, но ќе задржиме заради автентичноста. Она што ќе го забележите на оваа парада е мегаломанската структура на организација, а преносот е можеби врв на сите преноси. Мене доволно ми беше, еве го тотемот на кој реиши спорите кои ја редовно ги конзумирам, но друг пат за тоа, тој е познатиот тотем на кој се символите на Кина, ова е Тиенанмен скверот. Кина нема да се срами ни од Мао Цетунг, неговиот портрет ќе биде истакнат, ми се чини, и покрај масовните убиства, тој има екзекутирано околу преку 30 милиони кинези, а ова е знакот. Ова е спотот. Ова што не го слушате, ова е звук во живо. Мува може да се чуе. Со таква штама. Значи, дисциплината е спектакуларна. Ова е на филм не може. Ова е CGI график, мислиш дека е. Пушти го тонот гласно да чуеме зуењето на мувите. Да, драги мои, ова е тон во живо, нема ништо. Тоа е таа дисциплина на која сите ние се восхитуваме и сметаме дека треба. Тоталитарните држави успеа да го направат. Западот е малку по-либерален и неорганизиран и некако ние седиме на две столици. Од една страна го сакаме капитализмот да заработуваме, од друга страна ни недостасува таа дисциплина која ја имаше тоталитаризмот. Инаку, јас ги пренесував и парадите од Москва, и последната парада која Доналд Трамп ја направи за да ја представи, да направи еден пиар за на американската војска. За жал, видовме малце дека делуваа како распашена команда. Но зошто? Кина и Русија имаат единици кои никогаш не биле на терен, нити ќе отидат на терен. Ова се исклучиво единици кои се полираат цела година, кои вежбаат строев чекор цела година, просто како балет најврвен. Мислам дека и ова минута молчење за сите жртви, ова е почесната ложа. Немој да ми замерувате, бидејќи самиот протокол, ја не бев акредитиран за да ја имам програмата, па да го знам точно протоколот, кога треба да се молчи, кога треба да се стои и така натаму. Така што ја ќе ве оставам добар дел без мои коментари, а секако она што треба да го нагласиме и да ви го кажам е следното, дека во Пекинг на 3 септември 2025 година се одржа голема воена парада по повод 80 годишнината од капитулацијата на Јапонија и крајот на Втората светска војна, позната во Кина како војната на отпорот против јапонската агресија. Настанот, одржан на плоштадот Тиенанмен
беше меѓу најзначајните дипломатски собери во 2025 година со присуство на 26 светски лидери, вклучувајќи ги тука и Владимир Путин, Лукашенко, Роберт Фицо и така натаму. Кина на парадата ги прикажа своите најнови воени технологии, вклучувајќи нуклеарни балистички ракети, ласери, подводни дронови и хиперсонично оружје, испраќајќи силна порака за воена моќ и дипломатски сојуз против Западот. Како што гледате, целата сценографија е спектакуларна, огромна. Мислам дека целиот плоштад и сите учесници на некој начин се дел од сценографијата, која е добро осмислена, очигледно дека ова со години планирано, дека со многу внимание и дисциплина. И она што би сакал да ви го прочитам, драги мои, е списокот на државници кои присуствуваа на оваа парада. Не, мора да признаете дека вака имате гледано само во научно-фантастични филмови и тоа оние каде што, не знам, војна над звездите, огромни пространства, градови, планети и така натаму и така натаму. Но морам да приметам дека преовладува бојата на кинеското знаме, нам блиска, црвена и жолта, која сивилото и дава една топлина во цело ова. Готуните? Добро, да ги чуеме? Знаете, јас сум демократ. Не сакам комунизам, не икам тоталитаризам. Ама не можам да не ме фасцинира дисциплината. Просто човек да се запраша. Добро, луѓе ли се ова или дронови? Како роботи? Мислам, балет да вежбаш, ќе има некоја десинхронизација.
Ова е просто вджашувачки. Секој детал, секој движење. А ако ги загледате, иста висина, иста градба, верувам дека иста тежина. А ова се пораки на мир. Кина нема орли. Кина не праќа орли. Кина праќа голуб на мирот. Иако може би не е од нивната религија, знаете дека од Библијата голубот е символот на кога дедо Ное осознава дека веќе завршува кризата и доаѓа копното, голубот со гранче се појавува и тоа станува светски символ. Голубот е на мирот. Добро, една капа не штрчи да е некој повисок или понизок. Неверојатно е. Сите иста става, иста висина, исти движења. Ова не се вежба за една недела. И ова е добра порака за Доналд Трамп до година, ако сака да прави парада на американската војска, и таа може да биде убава и интересна, но треба многу работа. Треба една цела дивизија која само ова ќе вежба. Не можеш ти редовен состав дисциплинираш вака. Нели? И ние имаме нели она наша почесна гарда, колку се 10-20 души кои постојано тоа го вежбаат и затоа се изворедни, изгледаат прекрасно. Но тоа се тие, не може целата војска да биде така. Додека овие големи земји може да се созволат една цела дивизија од неколку илјади души ќе вежбаат. Гледа, Бога чува, човече, абе мислиш дека копи пасте у Вегас ова удвоени ефекти. Инаку најсовршено го имаат направено русите, воениот чекор, бидејќи е дури и здравствено многу тешко искушение, многу бара вежба како правилно се. Од еден мој пријател кој работеше во една амбуланта за повреди на грбот, еден цел одред од наша војска му беше на терапија после еден марш, после едно дефиле кој дефилира некој си 700-800 метри, и тоа со многу ентузијазам, но тоа треба да научиш како да го правиш. Во од го менуваат чекорот. Фантастично. Под конец. Да, ваква гледка, иако знаеме дека Тиенанмен е огромен, но од ваква гледка, од ваков фишај, од ваков кадар, гледај колкаво е. Ова е фасцинантно. И покрај тоа што има десетици илјади луѓе на площадот, погледнете уште колку простор има. Океј. Во еден табеларен преглед да ви ги прочитам имињата на гостите кои присуствуваа на 80 годишнината од парадата по повод 80 годишнината од завршувањето на Втората светска војна. Не, ова го гледав 10 пати. Знаеш ли каква синхронизација бара ова? Атомски часовник во секој од нив. Искрено да ви кажам, уживам како некој убав мюзикал од Холивуд која ќе видам. Навистина впечатливо е. Све ова пиар за државата, за народот, за војската.
И нека војската, еве, како ја кој сум човек кој животот го поминав во борба против тоа служење воен рок, пацифист сум, но нека војската најмногу што ќе дава од себе дава на вакви паради, нека иде. Нека биде, ама за ова. Нека не гинат луѓе, нека бидат ова пораки дека јаки сме сите и не треба да се закачаме. Емерсон Мнангагва од Зимбабве, председателот Емерсон Мнангагва од Зимбабве, Шавкат Мирзиёев од Узбекистан, Сердар Бердамухамедов, Туркменистан, Емамоли Рахмон, Таџикистан, Роберт Фицо, Словачка, Александар Вучич, Србија, Денис Сасунгесо, Република Конго, Шахбаз Шариф, Пакистан, Шарма Оли, Непал, Мин Аунг Хлаинг, Мјанмар, Ухнагин Хурлесхух, Монголија, Мохамед Муизу, Малдиви, Анвар Ибрагим, Малезија, Садир Јапаров, Киргистан, Касим Џомат Токаев, Казахстан, Масуд Пезешикијан, Иран, Прабово Субијанто, Индонезија, Лунг Кунг, Виетнам, Мигел Диас Канел, Куба, Нородом Сихамони, Камбоџа, Александар Лукашенко, Белорусија, Илхам Алиев, Азербејџан, Никол Пашињан, Ерменија, Ким Џонг Ун, Северна Кореја и Владимир Путин, Русија. Ова е председателот Джи Пинг, кој ќе ги поздрави војниците, учесниците на парадата. А за овој автомобил имам да ви изборам 2 деа. Ова е пандан на зверот на Доналд Трамп. Секако кинеско производство и традиционален автомобил, секако со најнова технологија. Сега ќе го поздрави врховниот командант на кинеската армија. 主席同志，受阅部队列队完毕，请您检阅阅兵总指挥韩胜言。开始。是。Трите знамиња, пешадија, воздухопловство и морнарица. Морам да признам дека лежерноста и ноншалантноста на Джи Пинг ме фасцинира. Толку кул делува. Инако овој председател се сретна со нашиот Иванов
и по протоколарните половина час, наместо тоа остана 2 часа во разговор со нашиот председател, затоа што свати дека со редок интелект има работа. Но друг пат, ако некогаш дојде председателот Иванов, ќе ни раскаже за тој разговор. Повеќе филозофија, историја. Бидете убедени дека на раце ќе го донесеа Иванов да беше се уште председател. За татковината со Тито, напред! Предпоставам дека е некоја такво. 同志们好！同志们辛苦了！同志们好！同志们辛苦了！同志们好！同志们辛苦了！同志们好！同志们辛苦了！信息作战群，敬礼！同志们好！Случајно се накашлувам. Ова што го гледате, па наскоро данас у Афганистану, сутра у вашем стану. Шега на страна, ова е порака до Западот
Тајван нема да остане. Еве ги дроновите нови, позади ги гледате. Иако наликуваат на американските невидливи бомбардери, како тоа е некој универзален дизајн, американците се жалат дека е тоа украден дизајн, и да е, се едно. Сигурно го имаат и уште повеќе развиено. На крајот на краиштата не постои копирајт за такво нешто кога е особено војска, така што ја ви реков дека Кина економски е земја број 1 во светот. Пред неколку години ја надмина Америка, Соединетите Американски држави, додека воениот буџет е се уште далеку под нивото на Соединетите Американски држави, но Кина нема толку бази ни светот за да може и да мора да троши. Ниту па ги храни толку сојузници. Америка дава сигурно неколку милиарди месечно за, не знам, Франција, Германија, Полска, а да не зборам за Украина, огромни трошоци наместо за сопствен развој, за, не знам, стабилизација или дестабилизација, но затоа и ми се допаѓа Доналд Трамп што сака да ги врати, да ја врати американската војска, а не да биде влијание низ целиот свет и огромни трошоци. Бидејќи, ако се прашувате зошто Кина успеа толку како комунистичка земја, затоа што Кина не идеше првин во трка на вооружување. Она не развиваше првин армија, војска, специјална технологија. Она имаше јака армија, но си ја развиваше првин економијата. Тоа е многу правилно. Еве ги, интерконтиненталните балистички ракети. Сега стручно лице ќе ви каже, ова е таа и таа, ова вози 10 маха, ова 18 маха, но тоа што ги гледате е гола вода. Она на врвот, тие 5 сантиметри на врвот на ракетата, се целата суштина. Тоа е микропроцесорот кој одлучува што, кога, како, со која брзина, каде, која патека ќе ја води. Тоа е она што ја прави предноста во ракетната технологија. Ако се сеќавате на српскиот професор кој ви го пуштав неколку пати во емисија, кој ви кажуваше не војска, не бомбардери, не пешадија, не тенкови, туку ракетните единици го даваат предимството и затоа утре се седнува на преговарачка маса. Кога ќе извадиш ти ракета која може да процени, ова се дронови, беспилотните летала кои гледате, не само што се беспилотни, туку се и невидливи за радар, кои можат, што значи без загуба на човечка сила, што е најтрагично, најпоразително и најголем пад у моралот на една војска која ќе почне да војува и да губи. И сега замислете ги, кинезите тргнуваат на Тајван без ни еден човек. Подводни беспилотни бродови и подморници. Летала. Против кого ќе се бориш? Затоа Америка треба добро да размисли. Кина не сака на сила да окупира Тајван. Тајван е индоктриниран, бидејќи Тајван е како демократски, повеќе партиски, не сака еднопартизмот. Они се исти народ, но две различни уредувања, како Северна и Јужна Кореја. Но логиката на Кина не е со војна. Они може да го поразат Тајван. Американците тешко ќе можат да го одржат тоа, освен ако не започнат глобална нуклеарна војна. А претходната администрација сериозно хускаше. Може би и тајванскиот народ ќе се замисли како што си го вратија Хонг Конг на мирен начин, може би и Тајван. Тајван е клучната работа. Инаку, да ви кажам дека Тајван е клучна работа во моментот во светот заради вештачката интелигенција. Таму се наоѓа Nvidia и AMD, кои ги произведуваат најнапредните чипови за вештачка интелигенција, особено Nvidia, која има специјален договори со американската влада, која има инвестирано милиарди долари, и Nvidia не може да продава било кому без дозвола од американската влада,
бидејќи инвестициите се одговорни под нивна закрила е, а вештачката еве ги соничните противвоздушните одбрани со радарите позади. Воздушната одбрана за момент ги видовме. Овие ќе продефилираат. Ја бев противвоздушна одбрана, за жал на многу примитивен систем. Тоа бија две на нива, сам 2 и сам 4. Кои се уште се во употреба, инаку сам 2 е оној систем на ракети околу 22 метри кој го собари шпионскиот авион У-2 50-тите години или 60-тите над Русија. Мене ме загрижува Джипинг, неговиот став со главата, очигледно има проблем со грбот човекот, а и со годините сепак добро се држи. Не секојаш акупунктурата помага. Како и да е. Ова е фасцинирачко, но и застрашувачко. Лут е секој оној што мисли дека ако Кина, како што ми коментираа мене, ја завојува со Западот, ќе го порази. Не можеш да поразиш никогаш во ваква војна. Не постои одбрана од балистички ракети, суперсонични ракети. Да, ги имаат кинезите, ги имаат русите, ама ги имаат и американците. Што мислите кога ќе полетаат од сите страни? Дали некој ќе преживее? Дали не ќе преживее некој, но дали тој ќе има способност себе да се владее и да преживее, камоли да ја владее другата територија? Јапонците имаат една изрека која вели: најсовршено е она оружје кое никогаш нема да биде употребено, ковајќи ги катаните. На воената парада во Пекинг, одржана на 3 септември 2025 година, Кина демонстрираше значителен напредок во своите војни капацитети, истовремено истакнувајќи ја својата воена моќ и технологија. Учествувачки единици на Народно-ослободителната армија НОА. Во парадата учествуваа повеќе од 12.000 војници од разни гранки на Народната армија на Кина, вклучувајќи копнени сили, пешајски единици и специјални сили, од морнарица, морнарички пешадиски сили и морнарички специјални единици, воздухопловни сили, вклучувајќи пилоти и падобранци, космични сили, вклучувајќи единици за одбрана од ракети и сателитски комуникации, кибернетички сили, новоформирана единица задолжена за сајбер безбедност и одбрана, единица за поддршка на информации, формирана во 2024 година за изградба на мрежни информацијски системи за поддршка на воената готовност. А еве тргнува спектаклот. Како под конец. Како да е компјутерски генерирано. Просто неприродно, колку прецизно, дисциплинирано. И јас и мојот колегата мој кој го подготвуваше материјалот и монтираше, исто така беше фасциниран од мене. Разменивме мислење, ја го прегледував. Имав на располагање околу неколку долги видеа. Имаше едно, американците имаа направено едно, но јас сепак одлучив без сабтитли, без концизно. Американците убаво го направија објективно, со коментари, со сабтитли,
Но ние се одлучивме на сировата снимка, она што кинеската национална телевизија го пренесуваше. Добро ми забележа мојот колега, вика, колку и да гледаш, кажи ми дали видиш на целава парада еден камерман. Значи, просто не можете да видите, освен онаа, може би на жица, што е над булеварот, а погледнете ги овие најновата генерација на авиони, беспилотни, дронови бомбардери, невидливи за радар, секако. Не за око. Па и за око, кога се високо на небо, рефлектираат поинаква светлина. Но се премачкани со специјални премази кои даваат многу слаб одраз на радарскиот систем. Ова се мобилните единици за... Ова е една од најтешки... Знаете дека сите земји имаат своји циклуси со ракети, со атомски глави и тие се лесна мета. Глеј го ова. Можеш ли да го... Не, добро, ајде. Оваа сцена кога ја видов, човече, се запрепасти. Значи, во трчање скок влегуваат во возилото и тоа сите во исти чекор, 5 или 6 возила. Толку ме фасцинираше. Каква увежбаност. Од прикажани оружје и опрема, Кина демонстрираше напредни војни технологии, вклучувајќи нуклеарни капацитети. Што видовме за сега? Ги видовме ДФ-5C, мобилен интерконтинентален балистички проектил со дострел од 20.000 километри. Значи, од една страна, од ден да гаѓа територија каде што е ноќ. ДФ-61, нов мобилен интерконтинентален балистички проектил. ДФ-31БЈ, мобилен интерконтинентален балистички проектил. Хиперсонично оружје, вклучувајќи нови хиперсонични проектили. Што е проблемот? Знаете за руските Сармат и Кинжал. Кинжалот особено, затоа што Кинжалот толку брзо лета, он е тенка ракета, да речеме како ова, ја не знам дали е точно тоа, но суперсоничната лета со околу 10.000 км па и повеќе во 10.000 км на час и неговиот импакт е толку голем да дури и нема потреба да има експлозивно полнење. Самиот импакт, самата кинетичка енергија растура. Зошто е ова назначено? Затоа што можат да гаѓаат цели во густа урбана средина, да не предизвика експлозија, а да го сруши само објектот кој е погоден и тоа да го сруши до темел, да влезе, да пенетрира десетици метри под земја. Тоа барем ни беше кажано од професорот, нели, кој го прикажувавме тука од Србија, од институтот, кој е еден од најдобрите познавачи на Балканот за напредна војна и ракетна технологија. Антидрон ласерски системи, напредни ласерски системи за уништување дронови, подводни дронови или напредни подводни дронови за војни операции. Мислам, само замислете како ќе изгледа. А ова е веќе авиацијата која се подготвува да полета и најверојатно наскоро ќе ја видиме. Да, и ова се нивните кинески авакси. Многу подсетува на најновата генерација F-36, која американците се утепаа да го развијат стотици и стотици милиарди.
Да, делува импресивно и едните и другите. Просто е многу тешко понекогаш да ги разпозна. А ова се нивните Blue Angels, предпоставувам малце за атракција кои летаат. Многу напредуваше Кина во вооружувањето. Страшно последниве 10 години. Но тоа е логично. Ако економијата ти расте и одбрана. Ти расте и ова веќе станува Top Gun. Роботски пси, демонстрација на роботски пси за воени задачи. Значи, кучиња роботи, ова е почесната ложа, нормално. Оние робот кучиња кои се почесто ги гледаме, кои се употребуваат во антитерористички, во бомбскват и слично, се повеќе и повеќе низ светот, ете ке се прикажани и на оваа парада. Не знам дали ќе успеам, можеби сум ги утнал, можеби ќе ги видиме, што покажува дека тие стануваат дел од кинеската војска, што е логично во најразлични ситуации, бидејќи на такво куче робот можеш да му наместиш оружје, експлозив и да заврши работа едноставно со што е можно помалку колатерална штета, како пред се како антитерористички се изворедни. Нови тенкови тенковите што ги гледате овде, повеќето се најнова технологија и најнова генерација на тенкови. Имено во украинската војна се покажа слабоста на НАТО и на германските леопарди, кои беа едни од најнапредните, исто така и американските, кои очигледно заостануваат генерацијски со напредните технологии против дронови, против најновите ласерски оружја и така натаму, што значи ќе бара многу вложување во напредокот на технологијата. За такво нешто бара многу силна економија. Откако се извозе сврти Крупче, дојде кај гостите, да им каже здраво живо што правите. Само едно ве молам. Ја ова го коментирам како фудбалските преноси. Неколку стручни текстови собрав, импровизирам во некои работи, може би е неточно. Ве молам, симнете се, олабајте се, немам време да ве читам, ниту имам намера. Ако не ви забавне, ве молам поверете негде другде, коментирајте се. Еве, ја сакам да направам малку забавно, да биде поинтересно, да не биде суопарно. Ја мислам дека е вака добро. Може би некој не се согласува, окей, ваше право. Ама немам намера сега во од да ве читам, па да ме коригирате, па да ми испраќате линкови и слично. Тераме како што тераме, може би грешил за едно друго, може би за све, но тоа е тоа. Ја мислам дека генерално се држам до суштината. На оваа парада учествува и странски воени единици, вклучително од Малезија, представена со воени единици, потоа Белорусија и Србија исто така имаше своја воена единица, Северна Кореја и Русија. На оваа парада не само што демонстрираше војната моќ на Кина, туку истакна нејзината способност да интегрира напредни технологии во своите воени операции. На војната парада во Пекинг демонстрираше војна моќ и вака по редослед. Она што ќе парадира. Прво иде почесната гарда и ова е почетокот на церемонијалниот марш.
Потоа се пешадиските единици во традиционални формации, пешадиски, специјалците. Треба да кажам што се кои се специјалци? Не, тоа ви е јасно, доволно добро знаете. Потоа следуваат механизираните единици, тенкови и оклопни возила, ракетните единици со балистички и крстаречки ракети, потоа представување на морнаричките пешадиски сили и опрема, па воздухопловните сили, пилоти и падобранци, најверојатно тогаш и ќе надлетуваат и авионите, космичките сили, кои ќе представат оружјата за одбрана од ракети и сателитски комуникации. Кибернетичките сили, единици за сајбер безбедност и одбрана и единицата за поддршка на информации. Инаку говорот на Си Џинпинг истакна, не ви го прикажавме затоа што ќе одземе бесконечно време, искористи оваа прилика да истакне позицијата на Кина на глобалната сцена. Тој нагласи дека светот се наоѓа пред избор мир или војна. Во својот говор ја подвече историјата на кинеските жртви и подвигот за постигнување на големо обновување на кинеската нација. Тој исто така нагласи подготвеност за отпор против западниот притисок, вклучително и во контекст на Тајван. Парадата беше значајна настан која демонстрираше војна моќ на Кина и низината способност. А пред Џинпинг е почесната гарда со церемонијален марш. Ова е почесната гарда на НОАК, Народна армија на Кина, која отвори парадата со традиционален церемонијален марш. Оваа единица е составена од високо обучени војници, облечени во церемонијални униформи, често со црвени и златни акценти, символизирајќи ја националната гордост. Од апаратура немаат борбена опрема, војниците обично носат пушки тип 56, модна советската АК-47, но без муниција, со бајонети за церемонијален ефект. Користени се и знамиња со амблемот на НОАК и кинеската застава. Околу 80 трубачи ја отворија со музичка свирка, символизирајќи 80 години од победата над Јапонија, според државните медиуми. Ова е информацијата до која дојдовме. Формацијата беше прецизна, со 50.000 гледачи на плоштадот Тиананмен. Ја нема да можам у реал тајм цело време да ви ги прецизно да ви ги кажам, но ќе ви ги набројам она што ќе го гледате. Предпоставувам дека сме помалку од 1 час во парадава, а час и половина ни е прилогот. Потоа, значи, после гарда следуваат пешадиски единици. Овие единици ги представуваа основните пешадиски сили на Народната армија на Кина, вклучувајќи пешадија опремена со лесно оружје, организирана во традиционални формации. Инаку од оружје тие носат тип 95 QBZ-95, автоматска пушка која е стандардно оружје на пешадијата со калибар 5,8 мм, тип 88 снајперска пушка за поддршка и тип 03 лесен митралез. Војниците маршира во синхронизирани редови со униформи во камуфлаж бои, погодни за различни терени. Немаше тешка опрема, фокусот беше на дисциплина и формација. Но се уште не се во кадарот, најверојатно кога ќе ги видите, па ја ви набројувам. Друго е, знаете, да го пренесувам ова во живо, ќе го следам синхронизирано, се следи тогаш и официјалниот спикер синхроно, кој најавува и кој го има целиот рајбер и целата подготовка, еве ги. Значи, ова што го читав, сега се појавуваат пешадиските единици во маркерните униформи, камуфлаж, ви го кажав оружјето, а по
нив ќе идат специјалните сили. Тоа се единици за специјални операции. Вклучува нивната кратенка е PLASOF, PLASOF. Вклучуваат елитни единици од различни театарски команди. Theatrical command. Лош превод ми е, ама јас се извинувам, од различни команди, како 76-та и 80-та бригада, демонстрирајќи способност за директна акција и извидување. Апаратура и оружје. Значи, ова е пешадијата во флаж, а во маркерни униформи, или камуфлирачки униформи, а специјалните единици, ја не знам дали се ова. Ја ви велам, нели, малце е потешко кога идеш отпосле снимката, а сам го правам ова. Инаку да ви кажам дека продукцијава е на двајца луѓе, јас и Баже видеото, јас се трудев цел ден да соберам, се во ова бесплатно го правам, нема никакво спонзорство, никакви финанси, значи од еден чист ентузијазам. Ако ви се допадне, окей, ако не ви се допадне, уште по-окей. Се надавам дека некој друг негдека ќе ви го направи ова подобро. Ја го правам, еве, за мој мерак, како што си ги правев и фудбалските надпревари. Но се надавам дека никој нема да биде навреден и дека како да сигурно немам некаква намера да нешто лошо го кажам за кинеската држава и кинескиот народ. Мене говорот ми е така, ја не сум официјален спикер, јас сум коментатор, пред се забава, емисијата се вика Јади Бурек, тоа е тоа. За да се објаснам себе си, трагично ми е што после 25 години морам да се повторувам, затоа што обично луѓето имаат голтната мотка од метла и доста се крути и сакаат да филозофираат кому како треба, што треба. Да, ова се веќе специјалците кои ви ги наброив. Потоа ќе идат по нив ќе бидат со опрема, тоа се Dongfeng и Mengxi CSK 187, ама ќе почекаме да ги видиме, зошто да не? Еве, гледајте и оваа парада. Можеш малце fast forward? Не, се шегувам, се шегувам. Дај ме off.
Океј, назад сме во програма. Како што ви најав, значи, почесната гарда, пешадијата, специјалните сили, а сега механизацијата. И збор 2 да ви прочитам што ќе видите во наредниот дел. Возила и опрема. Донфенг Менг ЦСК 187. Лесно оклопно возило за специјални операции опремено со комуникацијски системи. Unmanned Ground Vehicles или UGV, малобројни роботи за извидување без конкретна ознака. Единиците прикажаа тактички движења, вклучувајќи брзо распоредување. Според извештаите, 76-та бригада Snowy Maples и 8-та компанија Sky Wolf Commandos беа истакнати. А позади нив веќе можете да ги видите тенковите, кои се дел од механизирани единици, тенкови и оклопни возила. Оваа категорија вклучуваше тешка оклопна опрема, демонстрирајќи модерна механизација на НОАК. Возила тип 99А, главен борбен тенк, опремен со 125 мм топ и активен систем на заштита. Тип 15, лесен тенк после него, наменет за планински и урбани терени со 105 мм топ. Потоа следува ЗБД 04А, пешадиско борбено возило или сократека IFV или IFV со 30 мм топ и против тенковски ракети. ПЛЗ 05, самоходно топче од 155 мм калибар за артилериска поддршка. Тенковите и возила маршираа во формации со видливи ознаки на Народната армија на Кина, црвена звезда и броеви на единиците, прикажани беа и со подобрена со понапредна технологија, подобрени верзии. Драги мои, мене како аматер, овие податоци ми се достапни. Претпоставувам дека некој поголем стручњак за вооружување знае многу повеќе детали за тоа, но би отишле во бесконечни. Вака можеме, малце отприлика да разговараме, да погледнеме. Здравје Боже, може би од друго место, може би од тука, не знам што животот носи. До година за 1 мај исто вака ќе направиме повторно за победата над фашизмот. Не знам колку ќе биде спектакуларна, ќе ја подготват повторно русите. Или ако Доналд Трамп, например, поучен од ова што го виде во Русија и особено во Кина, одлучи, ако имаат некаков јубилеј, американската армија да ја подготви. Јас со задоволство би сакал да видам напредните, вака во една парада, да ги видам најнапредните технологии, она што треба и Западот да го презентира. И со задоволство ќе го искоментирам и тоа. Но сега за сега живаме во навистина овој синхронизиран филмски балет. Оваа перфекција уште фали овдека Жан-Клод Ван Дам во шпага меѓу два ракетни носачи да ова се ракетните единици. Ја знаете рекламата за Волво. Океј. Ова е демонстрација на балистички и крстаречки ракети. Ракетните единици и ракетните сили на НОАК или кратенката ПЛАРФ, ПЛАРФ, прикажаа стратешки и тактички ракети, нагласувајќи нуклеарен и конвенционален капацитет. Ракетите кои се прикажени, кои ги гледате се
Dongfeng 5C ili DF-5C, interkontinentalna balistička raketa ICBM со повеќе боеви глави, дострел од 13.000 км. Dongfeng 17 или DF-17, хиперсонична балистичка ракета способна да носи конвенционални или нуклеарни боеви глави. Dongfeng 26D, Guam Killer, среден дострел 3 до 4.000 км, противбродски капацитет. Чангјанг или CJ-20A, крстаречка ракета, воздух-земја, со дострел од 2000 км. Yingji 18C, хиперсонична противбродска ракета. Yingji 21, дополнителна хиперсонична ракета за прецизни удари. Возилата на кои се платформи за овие ракети се HQ-9B или ПВО систем, противвоздушна одбрана систем, монтиран на камиони за одбрана од воздушни напади. Телескопски транспортери, камиони со ознаки ПЛРФ или ПЛАРФ за транспорт на ракети. Ракетите беа транспортирани на платформи со видливи ознаки ДФ, кинески карактер. Хиперсоничните ракети DF-17 беа истакнати поради нивната способност да избегнат противракетни системи. А потоа, после ова, ќе следи морнарицата. Мислам дека ова веќе се торпедата. Да, веќе влегуваме кај морнарицата. Ова се морнарички и пешадејски сили на морнарицата, кои кажа морнарички за амфибиски операции. Апаратура на возила тип 05А, амфибиско борбено возило опремено со 30 мм топ и ракети. ЗБД-05 пешадејско возило за десант со брзо искрцавање. Подводен дрон AJX-002 цевкас со пропелер, тој е оној преска што го видовме, за извидување и напади. Инаку морнарите маршираа во сино-бели униформи, а возилата беа прикажани со ознаки план и црвена звезда.
Ќе те викнам, не ме држи. Те сили, мислев дека први ќе ги видиме воздухопловните сили, или може би ова дел од тоа, но космичките сили се дури малце и смешно звучи како нели од научна фантастика, но тоа е веќе реалност. Инаку космички се единици за одбрана од ракети и сателитски комуникации. Оваа единица од ракетните сили прикажа способност за космичка одбрана, а од апаратура е Dongfeng 61 DF-61 со нов ICBM со нуклеарни капацитети. Ова е прв пат прикажано во јавност, значи до сега се шпекулираше дека имаат вакво нешто, но Кина веќе јавно и го прикажа. Инаку, космичките сили се лани, 24-та формирани. Дали после ова се кибернетичките сили или единици за сајбер безбедност и одбрана. Кибернетичките сили не учествувале физички, но беа спомнати во говорот на Си Џинпинг. Не покажа видлива опрема, нивниот фокус е на софтвер и мрежи. Овие единици се дел од стратешката поддршка на НОАК со седиште во Цинга. Зошто нешто што не е на парада се спомнува? Затоа што е спомнато веќе во говорот и се подразбира. Тоа се луѓе кои седат нели во специјални простори каде што нели се контролира сајбер просторот, напади и така натаму. Еве ги кучињата. Еве ги сајбер кучињата и сајбер дроновите. Баже плачеше кога го виде дронот. И разбирливо. Тоа се роботи кучиња. Еве морнарицата со сите оние детали. Ја може би доцнав, може би прерано, како и да е. Чекам да ја видам воздухопловните сили. Овие се тие амфибии за брзо делување. Предпоставувам дека се ултра брзи, ултра лесни, со овие тактички маркери кои радарски и визуелно знаат да го заматат погледот, а ова се кинезите знаат да имаат дисциплиниран живот и затоа знаат да поживеат. Ова се и учесници од Втората светска војна, најверојатно ветерани. И еве ги воздухопловните сили. Не знам дали ќе го видиме сега и надлетувањето. Ова се дроновите и да прочитам пар работи. Пилоти и падобранци има во се. Инаку ова беше одлетала Ј-20, стелт борбен авион, прикажан во формација од 5-6 авиона. Y-20, транспортен авион користен за десант на падобранци, и З-20, воен хеликоптер, сличен на американскиот Black Hawk. Падобранците беа опредбени со системи и лесно оружје. Падобранците слетаа на Тиенанмен со кинески знамиња, а авионите летаа во формации со ознаки PLAAF. А ова е... Па баже ќе се сложиш дека ова е дрон хеликоптер во суштина. Брат, на ова 3 камери у 8К од озгора, со различни фокуси и различни објективи, и има снимки. Најбоља свадба снимки ќе направиш. Па ако се ова возилата за итна помош, нели, за помош ранетите, можевте атрактивните медицински сестри да видиме дали вреди да се гине. А знаеме дека вреди. Па ако се прикажани сајбер силите, најверојатно се во оние контейнери внатре
со најнапредна технологија, компјутерска, мрежна и секако со помош на вештачка интелигенција. Вучич го видовме ли? Де човек, бре? Отишо на плескавицу. Ова мене повеќе ми личи на инженерските сили. Пардон, ја го немам во списокот на се она што настапи. Крановите, дали ги виде? Предпоставам дека камерите, тие над... Да, све е на село. Човек не држи камера на овој пренос. Све е на джойстик. Ако се сеќавате на вакви, обично нели имаше оној бут, па троножец, па огромна камера со огромен објектив. Овдека ништо не можеш такво нешто да видиш. Иднината на војувањето, Топ Ган ќе замира, дроновите ќе заменат се. Не знам уште колку време има, дали ги имаме покриено прелетот на авионите? Инаку во парадава има вклучени и лојални дронови и роботи волци, символизирајќи напредок во технологијата. Чинг го поздрави Владимир Путин и Чинг Джонг Ун ја нагласи геополитичката димензија. Безбедноста беше зголемена од август со репетиции што вклучуваа сите заедно единици. Што значи ова не е направено еднаш, ова е повеќекратно, а Пекинг бил буквално забранен цел август, каде што нели се вежбало, иако ова не е технологија која може да биде опасна во овој момент било што да се случи, но сепак е значајно и ризиците се големи. Не дај Боже, што се вика, една чадна бомба може да биде голем скандал и затоа ништо не било препуштено на случајот. Зголемена безбедност, тоа значи 30 сателити наблюдуваат во овој момент и детектираат околу 100.000 лика, па и крвна група им препознаваат. Еве ги крановите кои од озгора, а ова се нуклеарните боеви глави кои не се намонтирани ракети. Обично, во зависност од една опасност, секоја земја, нуклеарната глава не е намонтирана, бидејќи тоа, ако е намонтирана на телото на балистичката ракета, тоа значи дека степенот на нуклеарна опасност е зголемен. Тие некој, знаеш, она DEFCON 1, 2, 3, 5, 4, 5, сето тоа означува ставање на главата, полнење со гориво, отварање на шахтите или силосите и сето тоа. Секоја земја ја наблюдува другата. И ако оваа направи исчекори, оваа прави исто така. Се може да се контролираат и мобилните ракетни системи со боеви полнења и така натаму, колку и да се камуфлираат, но најсмртоносно нешто што може да постои, еве ги единиците, тоа се подморниците со нуклеарни бомби. Американците имаат најмногу, сето тоа кинезите се трудат да го стигнат. Како прв, нели, тоа тањерот горе е радар и он координира од висина целокупната операција кога се случува и воздушна, и копнена, и водена. Ова е генерал штабот во случај на криза. Од овде се команда. Поточно, ова е можеби и транспорт
секако генерал штабот е негде на земја и така натаму, но ова се очите, ушите на армијата преку која се координира. Воздухопловните сили, како што реков, вклучуваат транспортен авион за десант падобранци, воен хеликоптер секако, нивните стелт борбени авиони Ј-20 и така натаму, нивните транспортни за падобранци, како што гледате. Ете тоа е тоа. Присуствувавме на еден државен, воен, пиар, реклама, маркетинг, во кој државата испраќа порака на светот колку сме јаки, колку сме опасни. Пораката е мир. Колку тоа ќе ја купите, тоа останува на вас. Ја дека сум загрежен, апсолутно. Не е само и Русија, и Америка, и Британија, и Франција. Сите се вооружуваат. Ја би сакал сите подобро да развиваат вештачка интелигенција, економија, поевтина струја, поевтина храна, поудобен живот. Мене тоа ми е побитно, искрено да ви кажам. Но велам, повторно, јапонската исконска мудрост. Најмоćно оружје е она оружје кој никогаш нема да се употреби. Имено кај јапонците имат, ќе ја направиш катаната, нивниот традиционален меч се става во поток. Поток, сечилото е свртено спрема водата која сече. Како се и на тој начин се проценува колку е добро тоа сечило. Ако до сечилото се остава така и се медитира, се чека да падне некаков лист во некој природен процес, и ако листот дојде до сечилото и се одбие од него, тој меч не е добар. Ако дојде лист низ потокот, дојде до сечилото и сечилото го пресече на пола, тоа е одличен меч, но совршен не е. Совршен меч е оној, совршено сечило има оној меч до кој не доаѓа ниту еден лист, не се допира до него. Постои и некаква теза дека физиката, дека прековувањето на мечот и неговото совршенство во сечењето прави да такви пресекувања и струења во водата да ништо не доаѓа до него. И тоа е символот на она што се вика дека најсовршеното оружје е она кој никогаш нема да се употреби. И да се надеваме дека ова само ќе ги одвратува оние лудаци кои мислат дека можат да помогнат. Ова се оние авиони кои полнат гориво во живот. Добро вече! Не видовме како русите која ги извадија женскиот одред, човече, штама, вака зинати бевме. Кинезите немаат таква сексуализација. Ова се бродовите, ова се авионите кои се задолжени за полнење со гориво во лет. А како што видовте, е жена пилот, и тоа прилично атрактивна, морам да признам, машко сум, не можам да не забележам манекенската убавина, дури и да е поставена само за снимање. Иако не приметив дека имаше женски одреди. Нели? Немаше она Joy Division, такво нешто. Извадија кинезите пред некоја година. Таа година не мислам дека ги поштедија жените женските одреди. Не ги видовме. Ова беше единствен женски лик кој го забележав во воените единици. А еве го Том Круз. Века доста беше Mission Impossible. Сега Том Круз снима филм со Елон Маск му помага, во Вселената ќе го снима. Прв филм во Вселената ќе биде.
Небитна работа, колку да кажам нешто. Ете, тоа е тоа, драги мои. Јас се одјавувам. Уште едно само да ви нагласам дека ова што го гледавте е дел од големата воена парада по повод 80 годишнината од капитулацијата на Јапонија и крајот на Втората светска војна, позната во Кина како војната на отпорот против јапонската агресија. Настанот, одржан на плоштадот Тиенанмен, беше меѓу најзначајните дипломатски собери 2025 година, со присуство на 26 светски лидери. Кина на парадата ги прикажа своите најнови војни технологии, вклучувајќи нуклеарни балистички ракети, ласери, подводни дронови и хиперсонично оружје, испраќајќи силна порака за воена моќ и дипломатски сојуз против Запад. Ја тука ве оставам. Режија, одлучете вие уште колку ќе иде од ова парада и ви посакувам пријатна вечер и секое добро.放飞和平歌。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会到此结束。
了。